Ќе знаете го. Здраво на сите, добро дојдовте во уште еден влогмас. Во овој влогмас снимаме потрошени производи и фаворити за оваа година. Овие производи не се од цела година, се разбира, но сепак се производи што ги користам цела година. Може да почнеме. Најпрви овие како миризливи перничиња. Овие ги купив во ДМ, јас мислам. Не, ги купив во Росман и имаше 4 перничиња. Се ставаат во лиштата и лиштата мирисаат многу убаво. Јас ги ставав и во куфери кога патуваме, за она кога го отвориш куферот да мириса убаво. Искрено ми се допадна и многу долго траат. Имам уште едно, мислам јас, неотворено, уште две ми се во ормарот и уште кога ќе има толку многу интензивен мирис, но сепак се сеќава. Нема да давам оцена, ќе кажам добро или лошо, мислам нереално. Следно нешто, овај Ленор парфем за алишта. Овие зрнца што се ставаат во машина, пример нешто како мекнувач, многу убаво мириса. Јас овие ги купив во Lidl, беа на акција и од тогаш ги немам видено таму. Ова е големо пакување, кошташ само 10 евра, знам добро се сеќавам, но јас немам граници на ставање. Мислам дека ставав по едно вакво на машина и мислам дека така е правилно, не знам. Но само да се подсетам. Да, многу убаво мириса. Дефинитивно бих купила пак доколку најдам. Знам дека има во ДМ, во Росман, во таквите продавници, но не сум побарала, не ми текнало кога идам таму да видам. Следно нешто е овај Вернел омекнувач. Вернел. Јас овој омекнувач го купив во турска продавница. Знам дека кај нас го има Македонија, но тука немам сретнато, барем јас, да купам во обичен маркет. Но ме потсеќа на лето и знам дека мајка му на Филип користеше и затоа сакав јас да си купам. Тогаш многу ми се допадна, да речем, во трајноста на миризбата. Следно, ова се стварно домаќински работи. Омекнувач Ленор. Овие обично секогаш ги купуваме. Следно нешто што многу често го гледате тука кај мене на каналот се овие шампони што ги користам веќе можеби 6-7 години, не, 5-6 години, така од прилика. Овие се Елвитал шампоните што најмногу ми одговараат за мојата коса. За многу сува коса. Фала Богу, јас сега немам толку многу сува коса, но на почеток кога почнав да ги користам овие шампони, баш имав сува коса и многу ми помогна да ми се врати во живот колку толку. Сега користам тостер, па затоа ми е малце сува, но секој пат кога ставам регенератор и добро ја негувам, немам проблем со тоа. Следно нешто е оваа маска од Елвитал. Значи исто портокалова маска од Елвитал. Ја користев многу долго, морам да кажем, затоа што ставав многу малку, само на врвовите, во меѓувреме го користев оно моје масло, ќе го оставам слика, сега не знам точно како се викаше, од како ќе ја исушев косата, ставав такво масло и многу убаво ми се чешуваше и многу убаво ми се, како да кажам, обликуваше косата. Доколку сакате, можам да ви снимам видео како ја негувам. Добро беше маската,
Искрено, секоја маска ми е добра, доколку имам правилен шампон што ми остава волумен во косата и масло за расчешљување, така да јас не е важно кој генератор го користам, затоа што тоа и не ми е важно во мојата коса толку многу колку што ми е маслото за расчешљување или спреј, без разлика што и да е, и шампонот. Тоа ми е најважно. Следно нешто, лакалут паста за заби. Најчесто користиме лакалут, некако на неја сме навикнати. Знам дека порано користевме Colgate и тие се добри, но лакалут е онака баш мислам дека е добра. Следно нешто, ова е маска за лице и врат. Сега добро не се сеќа. Да, ова е од Тианде. Се сеќавате на видеата што ги снимав во летото, тие што ги гледаат знаат, кога порачав маски од Тианде и многу се добри. Една другарка моја ми ги препорача и порачав лепенки за болка наместо маски за лице. Не знаев дека се лепенки за болка, мислев дека се маски за лице, но да, една грешка. Следно, уште еден шампон, но ова е малце поразличен. Ова содржи 2 масла во него, ова едно и затоа има потемно капаче. Помеѓу овие не можам да кажам дека гледам некоја разлика, но помеѓу овие и Елвитал, како ова што ми е регенераторот, да, има разлика и тој шампон не ми е толку добар, а тој го има да скупи секаде. Значи, кај да појдите да барат шампон, го има тој. Ќе ви оставам слика како изгледа. Следно нешто е оваја Felce Azura, како и да се вика, купка за тело. Сите ја знаете, дури и вашите баби. Ова ја се користев в Македонија, дури живеев и продолжив тука да ја купувам. Зошто? Затоа што не само тоа што убаво мириса, свежо, трае мирисот и многу убаво ми ја остава кожата, не знам. Нешто е фарба за коса. Сите знаете дека ја се користам ова фарба за коса од Сајос, Dunkel Braun, темно кафеава, или сега ќе речев топло чоколадо, темно чоколадо. Изгледа како црна, но всушност е темно кафеава, значи не е баш црна. Немам што да кажам освен добро. Јас кога дојдов во Германија бев плава со бланш, изгорена и дојдов до ситуација да не можам тука да се фарбам. Плавата боја ми излезе тука, па тука имав портокалова и тука имав кафена. Катастрофа беше и морав да се нафарбам. Размислував која фарба да ја купам, на крај зедов оваа Сајос и на неа останав, значи немам испробувано многу фарби, затоа што имам кошмар. Имам црвен пигмент и некои кафени светли фарби, мен ми остава тука во коренот црвено, така да не. Затоа се темнам со фарба што е темна боја. Доколку би сакала некогаш да осветлам, нормално дека нема сама да се фарбам, ќе одам на фризер. Следно нешто е овој пилинг од Исана, не знам ни како сум го потрошила цел. Со органово масло и шејкер. Добар беше, пилинг користам од време на време, не толку често. Овај Nivea крем, што е исто така потрошен. Ова е за лице, за тело, за раце, за се живо. И јас го користев, мислам дека и за тело. Nivea ги обожавам. Не обожавам многу кремови што оставаат онака бело, но овој беше добар. Знаете, она бело мачка и не се впива.
Тоа не го обожавам, но овој беше искрено добар и брзо многу се впиваше во кожата. Така да би го купила пак, како и сите овие производи. Овие производи се обично ја што користам, значи моето секојдневие, така да ги наречам. Едно нешто што никош поќе нема да го купам е овој Nivea дезодоранс со 0% алуминиум. Знам дека тоа е добро. Сепак, знаете дека повеќе долго време не користам дезодоранс, туку го користам оној крем дезодоранс. Не користам дезодоранс за прскање, туку го користам тој крем, така да не. Повторно, Felce, Azura, како и да се вика, значи кажав и ќе продолжам да ја купувам. Иако иде период да сменам некогаш некоја купка или шампон, сепак се враќам на оригиналите што ги користам секогаш. Едно нешто што многу е убаво, од него користам маслото за коса. Се сеќавате уште на почетокот на каналот кога почнав да снимам, ги снимав овие производи. Не ги трошев, не ги користев секојдневно за да ми траат, затоа дури сега имам потрошен производ. Ова е шампон, да. Еве. Многу добри работи се овие за коса и многу скапи. Јас не би можела да давам сега да речам 50 евра или 60 за шампон, што ми се троши толку многу брзо. Бих го користела од време на време, но сепак со штедење, мислам. Тука имам и како маска за коса, како регенератор, исто од истата фирма, и тоа масло ги порачав како сет. Не знам колку платив сега, не ме држете за збор, можете да го побарате видеото некаде март-април. Морам да кажам дека одма се познава разлика ако се мијам со овие производи, не пример со овај. Ова ми е секојдневие, ова би го користела ако имам некоја прилика, нешто, свадба, нешто така слично. Иако за мојата свадба не знам ке се најдувам, па не знам со кој шампон сум мијана. Едно Felce. Друг гел за туширање од Isana, сите ги знаете овие. Овие ви се Isana Evo-Rossmann, тоа што е балеја во ДМ. Слични работи, значи 50 центи за еден гел за туширање. Мириса добро, но не трае. Едноставно, како да кажам, не да е фаворит. Ако нема со што, добро е со овие да се мие човек. Ама не дека нешто ги обожавам, не. Неутрогена гел за миење лице. Веќе знаете и во првото видео каде што имам потрошени производи, имам кажано мислење за овие. Добри се. И уште едно, ги хидрираат лицата, само мислам дека ова, да, во меѓувреме го смениле пакувањето, но е исто. Купно имам, не можам да ги држам. 6 шампони потрошени. Кажано е се. Потоа имам еден шампон од Avon што искрено очекував повеќе, но не би го купила. Ова има кератин и пентанол во него, како демек засува и оштетена коза, па ја репарира, ја лекува. Не приметив никаква разлика. Може би треба да се потрошат повеќе пакувања, но јас искрено не би го купила пак. Уште една фарба, уште еден Ленор омекнувач, значи Ленор бел, зелен, плав, обавезно ги имам сите и ги сменувам. Значи некогаш користам бел, некогаш плав, некогаш зелен, зависи. Уште две, значи колку има? 2, 3, 4, 5.
се познала дека ги сакам. Оваа маскара. Сите знаете дека ја обожавам маскарата на Maybelline, посебно оваа, не таа што е со бело или не со златно, со розево тука напишана, тук оваа со црно. Не знам дали ме разбирате. Оваа маскара не би ја сменила за ништо. До сега имам пробано, но не ми се има вака да кажам никоја бендисаново ефектот како што дава оваа маскара. Следно нешто е овој Hydro Boost серум од Neutrogena. Јас знам дека серумот е важен, но немам навика да го користам. Така да не знам дали овој би го купила баш овој серум повторно, но како што кажав, Neutrogena, оваа линија што е на вода, Aqua Boost, така нешто, се многу добри доколку имате сува кожа. Јас ги користам со години и нема, мислам, никогаш да престанам да ги користам. Го користам овој Hydro Boost крем за лице. Тоа е овој. Знаете, во секое мое видео за шминкање и во секое видео за нега јас ги користам овој крем. Сега ќе ви покажам колку многу сакам овој крем. Можете видите. Тука имам 7 потрошени. Тоа е доказ дека никогаш нема се откажам од нив. Верен купувач му сум. И имам уште една маскара. Значи, исто, како што ви кажав, ги знаете моите фаворити. Не сум пробала нешто подобро. Цело време купувам по нешто ново, се разбира. Сакам да пробам, но за нега за лице и тоа сватив дека мора да ви одговара на кожата. Не значи дека ако овој крем мене ми е добар, ќе ви биде и на вас. Тоа не. Тука пишува, битно е да читате за каква кожа е наменет, доколку е наменет за повеќе типови кожа во ред. И јас, пример, би го користила, но како што кажав и порано, како што кажав и сега, мојата проблематична кожа, јас ја немам благодарение на овие кремови. Ова испаѓа како платена реклама. Но тоа е вистината. Тоа е тоа што се однесува до моите потрошени производи. Видовте се, ова видео е слично како и на она претходното потрошени производи, само што тука е вклучено ова пелче, затоа што тогаш не знаев каде можам да го купам, но после тоа го пронајдов. Ги знаете моите фаворити, знаете производи кои што ги користам и кои што би ги купила повторно. Се надевам уживавте во ова видео. Доколку ви се допадна, ставете лайк, subscribe, а ние се гледаме во мојот следен влогмас. Чао!